на ова парламентарно мнозинство. Прв дојден, прв услужен. Принципот кој што го применуваат во највисоките правосудни органи, како што е Судскиот совет, Советот на јавни обвинители, Уставниот суд, секаде каде што има надлежност собранието при изборот на членови во овие тела, ова парламентарно мнозинство го применува принципот прв дојден, прв услужен, кој што потенцирам никаде не е правно подкрепен или да има воспоставено ваква норматива по која што истите се водат. Конкретно за дадениот предлог. Истата госпоѓа за која што разговараме е всушност она така наречено СЈО, односно пресликување на она СЈО во сегашните органи од јавно-обвинителските служби, во конкретниот случај јавно-обвинителска служба госпоѓата која што ја работела, оди во Совет на јавни обвинители. Согласно закон, Советот е самостоен орган кој ја обезбедува и гарантира самостојност на јавните обвинители во извршување на нивната функција. Самостојност во извршување на нивната функција. Вчера излезе истражување од страна на ОПСЕ, во кое што, цитирам, јавните обвинители, самите јавни обвинители, на кој што предпоставен, односно орган кој што ги оценува и ги следи нивните работи, ги разрешува, ги избира или ги разместува, Советот на јавни обвинители, една половина од јавните обвинители не му веруваат на Советот на јавни обвинители. Тоа значи, оние кои што се директно поврзани со него, не му веруваат на Советот на јавни обвинители. Понатаму, како другите органи, кои што ги прогонуваат сите овие обвинители или членовите на Советот на јавни обвинители, ќе имаат доверба во самото тело кое што треба да ги избира и да ги разрешува јавните обвинители. Една половина од обвинителите не му веруваат на Советот на јавни обвинители. И допрва, ова се подкрепува и со изјавите на јавните обвинители кои што беа колеги во така нареченото специјално јавно обвинителство, бидејќи ова кандидатот, господјата Жупановска, е член, односно била во така нареченото специјално јавно обвинителство работена, а дополнително на тоа и господјата Ристоска била обвинител, односно беше обвинител во така нареченото специјално јавно обвинителство, за кое што тврдам и денес дека е противуставно беше. Истата изјавува: Советот на јавни обвинители е извор на тргување со влијание и треба да се реформира. Се додека членовите на Советот на кандидатите што аплицираат за повисоки позиции отворено им кажуваат дека некој треба да се јави за кандидатот да биде избран. Јасно е дека Советот е извор на тргување со влијание во обвинителството и затоа сметам дека треба да се реформира. Подоцна изборот што Советот го прави креира клиентелистички однос на јавните обвинители кои што тие лобираат за нивниот избор и сето ова неминовно води кон систем што не може да одговори на борбата со корупција и организиран криминал. Завршен цитат. Тоа значи, од исти орган произлегуваат и јавната обвинителка од специјалното јавно обвинителство и кандидатот сега за член на Советот на јавни обвинители. Истата ја демантира другата, бидејќи сите сме сведоци дека ова тело, така нареченото специјално јавно обвинителство, беше извор на криминал и корупција, наместо да биде предводник во борба со корупцијата, истото стана извор на криминал и корупција. Сето ова е показател дека и идните членови на Советот на јавни обвинители од старт се девалвирани. Истата приказна се случува и со Советот, односно Судскиот совет, каде што над 72% не му веруваат. Или вклучително, заедно, во правосудните органи, кои што се највисоки тела, Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, имаме повеќе од 3/4 кои што не им веруваат собствените оние колеги со кои што до вчера работеле, а денес се поставуваат над нив. Сето ова го потврдува и недоразбирањето, односно јавното препукување помеѓу министерот и
председателот на Советот на јавни обвинители. Внимавајте, председателот на Советот на јавни обвинители молчи што 15 месеци ова собрание, мнозинството, не го комплетира Советот на јавни обвинители, но нема потреба и да го комплетира, бидејќи министерот му даде до знаење, јавно му порача дека е разочаран од непознавањето на позитивните прописи, односно на законите и на уставот од страна на председателот на Советот на јавни обвинители. Цитирам: Лога не очекувал дека Јолевски како висок представник на судската власт да не ги знае законите и уставот. Тоа го изјавува директно министерот за председателот на Советот на јавни обвинители. Советот на јавни обвинители, председателот на Советот на јавни обвинители се препукува јавно со министерот, се мешаат надлежностите, а на тоа се надополнува и она вишокот на органи кои што ги правите во владата, односно вице-премиер за добро владење, Грковска, која што се налепува на сите овие изјави и му порачува на Јовевски дека истиот не може да биде унапреден бидејќи не си ја завршил работата. Зада, ова го поврзувам со тоа што Јолевски, како председател на Советот на јавни обвинители, исклучително на комисиската расправа единствено се жали од така наречениот притисок од страна на јавниот обвинител. Председател на Советот на јавни обвинители, кој што вели дека нема никакви надлежности, не може за ништо да одлучува, е подложен на тоа што ќе му даде да сработи јавниот обвинител на Република Македонија. И сега ние зборуваме за надополнување на член на Советот на јавни обвинители, а не се запрашуваме дека во дадениот момент, со дадените надлежности, функционалноста, довербата и додадената вредност за воспоставување на владење на правото од страна на Советот на јавни обвинители е во негатива. Тоа значи, овој орган, уште утре, треба сите членови да си поднесат оставки и истиот или да се реформира, или да се дефинитивно да се укине. Немаме потреба во дадениот момент од постоење на Совет на јавни обвинители, бидејќи не е исполнета првата и основна функција согласно закон на оваа институција, како што цитирав, дека треба да се грижи и да обезбеди самостојност на работата на јавните обвинители. Меѓутоа, за тоа немате доблест, а вие упорно, после 15 месеци, се обидувате да изгласате кандидат по принципот на прв дојден прв услужен и да ја занемарите дебатата во собранието за другите кандидати, каде што беше образложено дека целосно ги прекршивте деловничките права и целосно ги заобиколивте позитивните законски прописи. Повторно ќе се повикате на одлука на собранието како колективен орган и нема да сносите одговорност. Односно, колективните одлуки се повикувате на тоа дека одговорност